продолжуваме со серијата на подкасти на Кариера МК и Brain 3. Јас сум Дрита Зечири и заедно со Најле Лези, како собственици на Brain 3 го водиме овој подкаст. Многу ни е мило денеска како гостин што имаме Билјана Чкламовска, раководител на правен сектор и исто така човечки ресурси на ХТЛ Македонија, и мило ни е што дојдовте. Добро дојдовте. Ви благодарам на поканата. Чест ми е што сум дел од овие серија подкасти и што ме ја одбравте мене за едно вакво интересно доживување. Фала. Она што не поврзува сите денеска на ова маса, многу интересна тема е што сите претходно сме работеле во државна работа и се одлучивме некако да влеземе во приватниот свет, да кажам. Некако јас со моето искуство имав од страна некако реакции како можеш да го направиш тој чекор, тука си сигурна, имаш плата, нели? Кога се зборува за тие работи, боледување, си кажеш како женско ќе имаш, нели, предности. Па кажи ми го твојот, да кажам, момент кога се одлучи за такво нешто, какви беа реакциите? Исто такви. Значи добивав онака од луѓе дори коментари, па ти си луда. Како можеш да оставиш сигурна работа, да ме сигурна. Значи, тоа беше јас сум таа генерација кога нели се ценеше сигурна работа. Се сеќавам кога се вработи во агенција за вработување, сите постари колешки ми честитаа као овде до пензија да дочекаш. Што сега не е веќе случај, ке младите тоа би било убитачно да останат на иста работа постојано и до крај на животот или до пензионирање. Значи тоа во денешниот свет не е придобивка. Тоа е еден вид на комфорт зона каде што остануваш и не напредуваш. Моментот кога одлучив да се преселам, значи, од државен во приватен сектор, беше тоа што сватив дека во државниот сектор имаш некој плафон кој што можеш да го достигнеш без да си активен во некоја си политичка партија, и тој плафон е дотука, не може погоре, а јас сакав погоре. Сега и друга беше причината, тоа што кога ми се понуди да влезам во оваа компанија каде што сега работам, беше тоа што компанијата е ХТЛ Македонија, за многу луѓе непозната, иначе сигурно им е попозната Новоматик. Тоа е австријска компанија која што е холдинг компанија распространета во 50 држави во светот, каде што има своји подружници. Ние сме една од подружниците и дел од тоа големо семејство, каде што има и 30.000 вработени. Значи, така да тогаш јас ништо не знаев за компанијата, меѓутоа ХТЛ Македонија и како дел од оваа компанија беше стартап компанија. Значи, сум меѓу првите вработени, ајде 5-6, не знам, од прилика. Тотален стартап, каде што немаше ни еден правен документ, освен што нели фирмата била регистрирана, и така да, ми беше понудено да ги водам и човечките ресурси, што ми беше посебно интересно. Тој дел од правото повеќе го сакам. Тој дел од работата, мислам. И така да, самото тоа што ми се понуди стартап компанија, тоа ми беше предизвикот. Да почнам све јас од почеток, нели, да биде се моја креација, зашто многу во државна компанија немаш креација. Работиш како правник, меѓутоа работиш на веќе формирани образци, на веќе дадени упатства по закони, нели, сите тие работи, додека во ваква стартап компанија ти викаат, барем тоа беше моја понудата која што ми ја дадоа, сега немаме ние ништо, ти почнуваш како ќе правиш така, друг правник нема, и твое. Тука, значи, беше мојот предизвик најголем, затоа што правото има креативност, јако многу сметаа дека е стереотипно и досадно, ама во нормативата е креативно.
Така, постои кога еден, создаваш да кажам, норматива. плафон во државната работа, кој може да се постигне, тоа баш го спомна. И има една прорека, ако си во простор кај да немаш повеќе што да научиш повеќе, бегај од тој простор. И можеби Дефинитивно. и тоа беше една од причината што те наведе да влезеш Веројатно и вас. во стартап, да, тоа сигурно. Веројатно и вас, да. Некои луѓе, значи, се задоволуваат да останат во комфорт зона, значи тука нема што да се изгуби, нема ништо да се добие. Да. Мислам дека во начинот на размислување е поентата. Значи, доколку се работи за човек кој што сака да напредува, не мораше да напредувам во кариерата, меѓутоа мене ми беше целта да напредувам во својот личен развој, пред се во личниот развој. После кариерата сама по себе си доаѓа, кога напредуваш во лично, напредуваш и во работата, така си е тоа. Така да мислам дека тоа е она основното кое што не разликува луѓето. Да. Не сметам дека во државна фирма, никако не би сакала некој да ми биде да влезам во политичка партија за да морам да напредувам. Така. Тоа никако не ми беше целта. Убава порака и за млади дека да, имат тоа што сметам дека влегувањето во партија те дефинира, те ограничува, значи мораш да размислуваш како мнозинството. Билјана многу убаво кажа, и мислам јас ке се осврна малце подосна и на твои особини. Меѓутоа јас кога бев исто во државна администрација, мене ми беше незамисливо кога ќе видев одредени луѓе кои се на една позиција, работат иста работа цел живот, меѓутоа се задоволни со тоа. И од моите кондори не ми беше јасно, меѓутоа на првата моја обука на НЛП која беше иницирана од тоа што сакав нешто поинако од моето незадоволство и сакање да напредувам, тргнам на таа обука не знаејќи дека ќе стигнам до НЛП мастер тренер, беше да сватам дека има луѓе кои сакат структура и има луѓе кои сакат опција. И ти си ми многу интересна како личност, бидејќи обично се смета за правници дека работа со закони и се бара одредена структура да се има. Од друга страна, работа со човечки ресурси бара управување или разбирање на човечкиот потенцијал и луѓето кои се главна компонента во секоја компанија, која бара повеќе опции. Така, мислам, Билјана, како ти дојде до тоа да ги искомбинираш, например, да кажеме, тие две работи? Право и човечки ресурси. Да. Никогаш не сум сонувала дека ќе бидам правник. Так. Значи, тоа ми беше малце наметнато. Добре. Значи, јас себе си се гледав како учителка, бидејќи баба ми беше учителка и цело време порасна во училиште и некако цело време сакав да бидам како баба ми, учителка. Подосна, како течеше животот, сонот се смени, посакав да бидам новинар, да патувам по светот, да пишувам репортажи, такво нешто. Веројатно од желбата за патување, тоа и ден денеска ми стои. Кога дојде од моментот на одлуката каде, после средно образование, и тука татко ми изигра најголема улога. Имав многу влијателен татко, кој што ми рече дека со правен факултет, па со познавање на јазик, па можеш да идеш во дипломатија, па пак ја патуваш, па такви некои комбинации, ми дојде привлечно, се запишав. И цело време дека студирав имав онака во главата што после. Дали ме интересира адвокат? Не, никогаш не би била адвокат. Тоа не ме привлекува. Можда би можела да бидам судија, ама за судија треба да го фатиш поинаку патот, не вака како ја што го фатив, и така да некако дали затоа што претходно работев и приватна фирма, па во приватна фирма секако мораш да управуваш и со луѓе, своја приватна фирма зборувам. Потоа влегувањето во агенција за вработување дефинитивно ме определи и ме изгради. Тоа е позитивното од државната фирма. Тоа што се сретнав со законот за работни односи, со вработувања, со луѓе, ги сакам луѓето. Тоа е многу битна карактеристика за еден човек кој што работи човечки ресурси. Мора да ги сакаш луѓето, иначе не можеш да го работиш тоа. Така може да ги разбереш. Да ги разбереш и диверзитетите и различностите на луѓето и потребите, да го почитуваш секој човек без оглед од
која социјална, економска средина, од која религиозна средина потекнува, значи небитно секој човек како битие. како битие и секој човек е своја индивидуа. Така е. Сите сме во нешто различни, така да тоа е нешто што ме определи понатаму, а исто така тоа што бев председател на синдикат во агенција за вработување, па тука веќе морав да се грижам за работниците, за нивните права. Пак љубовта кон Ете, луѓето. така се, пак љубовта кон луѓето и така да тоа да речам е што ја уствари се определив за работното право како експертиза моја во правото, зашто правото е многу широко. Широко, да. И не можеш све да знаеш од правото и најдобро е кога нешто ќе се определиш да ти биде твое лично нели определување што од правото. Така да затоа реков, не адвокат, не можела да бидам адвокат, ама само да бранам работнички права. Значи пак во таа насока. Права, Јана мислам онака и во коучинг сесии обично и луѓе сите ние се раѓаме со одредени тоа што посакуваме да бидеме со одредена наша мисија, меѓутоа еве како растеме влијани од родители, многу често еве имам и на индивидуални сесии деца кои потекнуваат да кажеме од докторско семејство, тие сака да бидат уметници, па им се наметнува. Не дека тие нема да станат доктори, да, меѓутоа тој порив, таа желба да се само остварат во тоа што секогаш постои. И сега разбирам кај тебе ти многу добро тоа го искомбинира и заврши право и успешно, меѓутоа и тука најде таа креативната страна на правото, меѓутоа пак беше храбра да го следиш својот, да кажеме, својот сон. Па да. Дали е тоа храброст или е нешто друго? И храброст и одлучност. Значи, во моментот кога решив дека ќе одам од нели државна фирма во приватна фирма, во моментот нели кога ја донесов таа одлука, веројатно го осетив атмосферата дека ме гуши во приватната фирма. Значи го осеќаш дека одиш на работа, нозете ти се враќаат, не ти е више интересно, немаш веќе ентузијазам, значи го немаш ентузијазам. Чим го немаш ентузијазмот, ти јас како личност се осеќав како да умирам, нели, како да не постојам више, како да не живеам, него како робот, одиш на работа, се враќаш дома и тоа е тоа. Значи без инвентивност, без напредок, без учење нели понатамошно, јако, морам да признам дека тоа што бев председател на синдикат, ми овозможуваше да излезам од комфорт зоната, да одам на разни обуки, значи синдикатите барем за тоа многу се грижат, ги обучуваат луѓето во разни вештини, значи сум прошла и обуки за преговарачки вештини, обуки за јавен настап, обуки за лидерство. Значи сите тие не можам сите да ги набројам колку обуки, работилници, тренинзи, башка, патувања, контакти со луѓето, нели? На колку тие обуки ти помогна или колку многу, многу. Значи тие еве уште една порака за младите. Ке завршите факултет, можеби ке знаете јазик, еден, два, што и да е, меѓутоа понатамошно учење, нели? Понатамошно еве конкретно сега размислувам и за НЛП, убаво што ве сретнав. Значи сметам дека човек треба да учи до живот. Тоа ми е прашање, идното прашање. Имаш големо искуство со човечки ресурси. Сметам и од моето искуство, нели, јас сум била во државна администрација, па во фирми, па меѓународни организации, секогаш тргнува од човекот и тие што се, мислам, од луѓето. Тие се основа и за развој и на организација. Во одабир на луѓето и кога доаѓаат луѓето, дали сметаш дека само знаење е доволно стручно или таа љубопитност, да кажеме, и отвореност кон учење на нови знаења и вештини и стекнување на новите, да кажеме, знаења се побитни? Во човечките ресурси имаме, мислам во науката за човечки ресурси, една максима, како да ја наречам, вработувај тешко за да управуваш лесно. Тоа значи треба внимателно да се одбираат луѓето. Најдобро е да се одберат луѓе кои што сакаат да учат и да се развиваат. Секако, обуките и развојот во една компанија не зависат само од компанијата, значи компанијата може да обезбедува тренинзи и обуки, меѓутоа треба да имаме луѓе кои што сакаат да ги посетуваат, не да ги тереме со сила и да оди на обука. Сакат повеќе или смета дека тоа е
трошење на време. Се е до човекот, нели, различни луѓе, меѓутоа новите генерации, да. Да. На новите генерации, Z генерација Z, конкретно, да, па и милениумците, претходно им е многу битно континуирано учење и обуки. Значи, повеќето, да речам, од новите генерации сакаат да учат. А колку компаниите нудат такво, мислам сега генерализирам, сите се поинакви, Да. ама нели во Македонија повеќето младите се жалат, почнувајќи и од мене, дека не сум имала прилика, сум сакала, а не сум имала прилика да се надоградам толку колку што сум сакала и требала. Дали мислиш дека не дека младите, можеби луѓето, работниците не сакат некогаш или повеќето не се нудат, ајде да кажеме баш во овој дел на soft skills. Сега почна да биде малце поактивно, да кажам, во Македонија, но до сега беше малце по како немаше толку внимание во тој дел да се вложува во работниците во делот на баш да кажам soft skills. Или та разлика помеѓу домашните компании и странски, Да, има, странски и домашни, да, и тоа може да биде. Јас иначе предавам на Академија за човечки ресурси во рамките на СЕМОС, Clearview Академија. И предходно Clearview уствари е превземена од СС Global. Тоа беше Академија за човечки ресурси отворена пред свој 15 на години од прилика. И девојката што ја отвори академијата дојде со образование од Минхен, значи завршила факултетот од Минхен и сака тоа свое образование да го употреби во Македонија. Значи, она отвори тренинг центар, тогаш тренинг центар беше што е тоа тренинг центар. Да. Чи сите ја прашуваа, она, имаш центар за страни јазици, пошто тоа беше максимум тренинг, нели, до тогаш. Но нека она ќе држам обуки, кој ќе ти земе обуки да плаќа? И стварно, од тогаш, значи од пред 15 години до сега, има голем напредок. Морам да кажам дека има голем напредок. Веќе компаниите ја спознаваат, и македонските компании спознаваат потребата од обуки и за тврди, но и за меки вештини. Значи, веќе се почнува помладата генерација менаџери да разбира дека им треба обучен кадар. Да. И дека натамошното усовршување и обучување на кадарот и градење на капацитети придонесува за развој на фирмата, нормално и за поголем профит. Така, да. Сега, се уште, за жал, меѓутоа, мислам дека Да. за Веќе има 10 на напредок. години ќе има напредок, да, како што и сега има, Ама се и чувствува. потреба е бита. Веќе луѓето има такви нели менаџери кои што мислат дека тоа е непотребен трошок. Дека трошокот вложувањето во луѓето е непотребен трошок. Во суштина треба да се држат обуки и за менаџери самите да сакаат нели да пројдат на тие лидерски обуки каде што ќе сватат дека уствари човечкиот ресурс е највредниот ресурс. Па, сметам дека е клучно и тој менаџментот да помине. Да, без... клучно е. Да свати дека ти можеш да имаш најубаво опремене, да земеме ресторан, кафана, хотел, што да е. Да речеме услуга каде што се нуди. Така, најдобро опремена кафана, да има прекрасен интериер, прекрасни есцези, така, чаши се. Меѓутоа, ако ти немаш обучен кадар, така, љубезни луѓе кои што прво и основно кујна, нели некој што супер да е опремена кујната, ако немаш кој да го сготви јадењето, тој што знае, или ако немаш луѓе кои што знаат да го представат, да ја представат ресторанот, нели преку јадењата и виното и све што се нуди на соодветен начин, џабе ти е интериерот. Па Џабе е све. Тоа е она, да. Сите они Така. вложуваат, да речеме, во тие ресурси, Така, а а всушност човечките се најбитни. Самите имате примери каде што има мали биртијичиња, кафанчиња, гранапчиња. Ма имаме лични примери, Билјана, каде што лично, сакаме повеќе да јадеме, него да јадеме во некој ексклузивен Да. ресторан, затоа што келнерот ни се свиѓа насмејани. Па така имаме сите лични искуства, јас имам искуства, некои убави, ексклузивни, не ми се оди поради услугата. Тоа е она, ние продаваме емоција, не продаваме, бидејќи нас не тригерира секојаш емоција и чувството. Така и во фирмите и компании најверојатно и тоа и задоволството на вработените, нивното чувство, нивната припадност. Мотивација, да. Та мотивација, тоа често се спомнува дали е надворешна или внатрешна, што е
Мислам, надворешно, дали е само плата мотивација или е потребно повеќе? Не, само плата веќе за младите генерации Така е, не е мотивација. да, Платата да, за нив да. е нешто што мора да го добијат. Да. Тоа не е мотивација. Не преговарат за тоа. Не се преговара за плата, се преговара за висината на платата, ама многу ми е смешно кога ќе видам во оглас за вработување, каде кажат ви нудиме редовна плата, одмор минимум 20 дена, че тој е по закон, тоа Да, мораш, тоа мора и тоа да на вработели да. на младите не им е мотивација да аплицираат во некоја фирма. Да ги нудам законските обврски на што му се на работодавачот. Да, тоа можеби за некои постари генерации е нешто редовна плата, пошто порано во транзицијскиот период имавме многу луѓе кои што со години не земаа плата, така? И тоа може да може биде би повлечеме во тој, тој дел на животот, да речем и векот. Али младите може ама би тоа пројде. Да, и свесни Тоа пројде, за промената. Промената е константна, може би порано беше подбавна, меѓутоа денеска е промена секојдневна. И само тие и фирми, луѓето кои се адаптират, јас често спомнувам, и се трансформират на промените, успеат да обстанат. Точно. Така и што на пред корона често го спомнувам на една конференција Виенскиот универзитет направи истражување до 2030 година нема да биде доволна една професија за да бидат конкурентните млади луѓе на тржиште и тоа најверојатно они веќе го сватиле, него ќе треба повеќе вештини за да поседуваат, за да може да бидат конкурентни. Како е кај нас? Дали сме спремни на тие промени? Како реагираме на промени? Колку сме адаптабилни? Особено пошто имаш колумни за генерациите Y и Z, особено овие нови генерации, како реагираат на овие промени? Новите генерации, особено последната Z генерација која што стапи на пазарот на труд, стапи веќе, нели тие веќе имаат 96-та почнува Z генерација, веќе се возрастни луѓе и веќе се едуцирани нели така да си ги имаме, веќе почнуваат да влегуваат во работен однос. Интересни се новите генерации тоа што сакаат сега веднаш се. Да. Малку може да им фали трпение. Од една страна е тоа добро, од друга страна нели е лошо, затоа што не може да мислат дека ги гази времето и сакаат се брзо да учат. Значи, а сакаат да учат. Тоа е многу битно што сакаат да учат, меѓутоа тие се посклони на неформално образование него на формално образование. Нив на пример формално образование ги гуши. Да. Они сакаат да учат токму тоа што ги привлекува и што сакаат да го научат. Значи целно да биде образованието. И затоа многу од нив посетуваат оние брзи онлайн курсеви. Значи они на пример еден од Z генерација човек, млад, повеќе сака да оди на едукација, да речеме во СЕМОС, да учи точно SQL или не знам, ја више тие програмски јазици или веб дизајн или не знам, дигитален маркетинг, него ли да го заврши електрофакултет, што треба 6 години да го студира, он сака точно тоа што го сака да го заврши, тоа да го работи. Значи, новите генерации имаат такви предиспозиции да учат брзо, да учат точно само тоа, не сакаат да учат широко, да имаат широки познавања, пошироки. Стручно фокусирано и тоа е тоа и да се нели работи тоа што се сака. Али од една страна колку е тоа позитивно, од друга страна мислам од моје лично искуство со работа со луѓе, дека еве да кажеме и анксиозност и депресија и менаџирање со сопствените да кажеме емоции, многу е зголемена таа да кажеме на некој начин бидејќи на некој начин тоа на надворешното и сега и тука прави голем притисок. Па како е дали исто така дали компаниите или од твое искуство, дали се и на self-management, дали се инвестира и во таа област? Како да менаџираме со емоции, како да менаџираме со себе си? Мислам дека во Македонија се уште не. Да. А мислиш да има потреба за тоа? Мислам дека има. Да. Мислам дека веќе се создава таква потреба, доскоро можеби не. Да. Меѓутоа веќе се создава таква потреба затоа што прво обуките за меки вештини. Дали еве јас како човекот
кој што работи во човечки ресурси. Например, кога ќе седнам во ресторан или кога ќе имам продавница и нели човекот кој што ми пруžа услуга, доколку не е љубезен, не е насмеан, не викам колку невоспитано суштество, него викам човеков нема обука. Нема помината обука. Значи, или е немотивиран. Значи, некако секогаш мислам дека менаџментот тоа треба да го среди, нели, да пружи обуки на луѓето и да им даде мотивација. И секој мотивиран и среќен вработен, нормално ја пружа таа, зрачи и привлекува среќни клиенти. Сега, во делот на среќата, кога зборуваме, е многу важен и тој емоционалната интелигенција, нели, и емотивниот момент во бизнисот. Јас пред некој, не знам, 7-8, можда и 10 години, не памтам сега, бев представник од синдикатот во Копенхаген за да представам закон за работни односи, кој што тогаш, во тој момент беше нов, а беше уствари една трибина или работилница, како да ја наречам, мислам дека беше работилница, во врска со нели, законот за работни односи. Бев многу горда, затоа што сметам дека тој закон беше еден од поконципираните, добро конципирани закони во Македонија. Направив презентација, го представив и сега, а тоа се случуваше во Копенхаген, во Данска. И сега, наеднаш, представуваат презентации луѓето од Скандинавија, нели, и си викам, нели, јас се гордеам со овој закон, а кај се, значи, таму веќе, во секоја компанија мораш да има психолог. Така е, да. И по европската директива е тоа, да. Да, дека мора да има психолог. Да. Што кај нас не се случува. Не се случува. Билјана, јас сум амбасадор на најголемата асоциација во светот за NLP Mindfulness Coaching и мислам ние сега како Mindfulness програма во германските универзитети е навлезен како предмет кој се изучува од страни поготово економија, менеджмент и сите други кои што се очекува дека ќе треба да донесуваат брзи одлуки и многу динамично време и тоа е сосема нормално. Mindfulness е учење како да се фокусираме, да бидеме присутни, да менаџираме со емоции. Меѓутоа таму е сосема нормално во компании од најголемиот менеджмент до доле да поминуваат тие и многу сериозни компании. Верувам дека и тука мислам времето е такво, динамиката, дека периодот е дојден за да мислам дека и кај нас сме веќе спремни да само е време кога ќе се аплицира ова. Верувајте дека порано, значи, ајде пак да го спомнам тој пред од 15 години, кога девојчева ја отвори Академија за човечки ресурси, луѓето нема представа што се човечки ресурси. Да. Значи, човечки ресурси го идентифицира со кадрова. Така е, да. Ше многу голема разлика. Па се уште може би некаде во државни, се уште, да, знаеме тоа, дека е така. Одмори, боледувања, присутност и на решенија, работа, да. Значи, човечки ресурси е наука. Така е. И сакам да кажам, веќе многу има интерес за студирање човечки ресурси или кај нас на Академија, значи гледам под бројот на студенти. Порано не сме можеле 5-6 студента да собереме во генерација, сега имаме по 2-3 групи и тоа по 15-20 студенти кои што стварно сакаат тоа да го учат и веќе човечките ресурси го добиваат она значење што требаше да го имаат. Да, ова е широчка тема и со вас многу големо задоволство да се збори, може уште 2 сата, така да фала ви многу. Билјана, со тебе имаме стварно многу заеднички теми, многу за зборување, многу убави пораки. Некоја порака за крај само како Пораката би ја пратила до младите. Значи, дека има многу можности и во нашата држава, значи каде што би можеле да си го најдат својот пат и да се развиваат, да работат. Значи не мора да се оди во странство, не мора да се бега од државава, дури апелирам да не се бега од држава, да си ја зачуваме нели државата и да работиме за неа, да работиме во неа, затоа што се можеш да имаш надвор и пари и нели задоволство, меѓутоа своите луѓе ги немаш. Многу е битно да работиш во земјата каде што си роден, каде што се твоите луѓе, твоите пријатели, твоите роднини, твоите мајка и татко, нели? Свој на своме. Свој на своме, да. Има можности
меѓутоа треба да застанат малку, да одат чекор по чекор, да се едуцираат, да посетуваат ете неформално образование, да работат на себе, да се градат како личности, нели? Јас учев во средно школа психологија и знам дека темпераментот е вроден, ама карактерот се гради, значи цел живот се гради. Така да се надеваме дека секој ќе се најде во овој подкаст. Најбитното од се. Значи, ако сакаме да направиме промена, треба да почнеме од себе. Промени се себе си, за да го промениш светот. Најдобра порака. Тоа е тоа. Значи, промената почнува од нас, од самите себе. Не можеш да промениш никого освен себе. Може само себе си, ама ако сите се променуваме себе си, тоа ќе направиме големи промени во општеството. Да освестиме и да промениме. Ете тоа би била пораката. Секако. Благодарам многу, Билјана. Фала ви многу.